Прстенот на Сулејман. Било тоа или не било, освен Бога, никој не знае. Еднаш во еден град си одело по улица едно момче. Одеднаш слушнало како некој дервиш вика: "Кој ќе го купи чаршавов за 100 дирхеми, никогаш нема да осиромаши." А момчето во джебот имало само 100 дирхеми. Но тој многу сакал да го купи чаршафот, па затоа отишол кај дервишот. Се поздравиле, а дервишот му рекол на момчето: "Потребно е само оној што го поседува чаршафот да го постеле, и на него ќе се појават многубројни јадења, се што душа ќе ти посака. И пилав, и месо печено, и супа, и раженчиња." Момчето му платило на дервишот 100 дирхеми, го зело чаршафот и заминало дома. Кога стасало, го послало чаршафот, зашто било многу гладно и сакало да јаде. Но кога што ќе види? Се појавиле мачка и глувче. "Ќе ги оставам," решил тој. "Кога и да е, ќе ми притребаат." Потоа седнал и почнал да јаде од јадењата што му се допаѓале и за кои сонувал. Откако се најал, го здиплил чаршафот и си рекол: "Убаво би било да пропатувам." Така тој излегол низ градските порти и тргнал да шета по светот. Се дури не запрел на брегот на некоја река. Токму тука се појавил некој дервиш и му предложил на момчето да го замени чаршафот за некаков прстен. Момчето прашало за тајната на прстенот, а дервишот му рекол: "Ако го протриеш прстенов, ќе се појават 4 роба и ќе ти ја исполнат која било желба." Му се допаднал предлогот на момчето и го заменило чаршафот за прстенот. Само што се оддалечил дервишот на 100 чекори, момчето го зело прстенот, а тоа бил прстенот на Сулејман, и го протрило со прстите. Тогаш пред него се појавиле 4 бели роба. Момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Тие го послушале и насила му го зеле чаршафот на дервишот. Момчето го ставило прстенот в джеб, го зело чаршафот под мишка, но повторно се појавил дервишот и му рекол: "Иако ми го зеде со сила чаршафот, ми се допаѓаш, па ти предлагам да го замениш чаршафот со моето точило." Момчето прашало за тајната на точилото, а дервишот му одговори: "Ќе го удриш од земја и на тоа место ќе се појави висок дом, богато уреден." Момчето се согласило и го заменило чаршафот со точилото. Не поминал дервишот ни 100 чекори, а момчето го зело прстенот, го протрило со прстите и пред него се појавиле 4 робови, а момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Робовите не чекале, ами веднаш му го одзеле на сила чаршафот на кутриот дервиш и му го донеле на момчето. Момчето повторно тргнало на пат, се дури не се нашло на некое место каде воздухот бил пријатен, а изворите шумолеле. Удрило момчето со точилото по земја, а пред него се појавил дворец каков што никој дотогаш немал видено. Влегол внатре и го протрил прстенот. Тогаш пред него се појавиле 4 роба на негова заповед. Потоа го послал чаршафот и се најал, па им рекол на робовите да одат кај шахот и да го поканат на гозба. Робовите го послушале и го поканиле шахот со својата свита. Шахот бил добар човек и се согласил. Така еднаш кога времето било убаво, тој тргнал со својата свита во рамнината и уште оддалеку го видел високиот дворец. Шахот и неговите везири влегле внатре и се вчудо не виделе, зашто никогаш до тогаш не виделе нешто такво. Момчето го послало чаршавот и на него се појавиле разни јадења. Шахот уште повеќе се зачудил. Робовите пак ги служеле гостите. Поручекот, шахот и неговата придружба се простиле со момчето и го напуштиле дворецот. Шахот бил мудар човек, па му текнало дека сето тоа богатство доаѓа од прстенот на момчето.
Потоа почнал да размислува како да го украде волшебниот прстен. Еден од везирите на шахот имал ќерка која била многу убава. Тој решил да ја запознае со момчето. Па така една вечер везирот и рекол на ќерка си: "Оди и укради го прстенот кога тој ќе заспие." "Во ред," одговорила девојката и тргнала кон дворецот на момчето. Девојката многу му се допаднала на момчето. Легнале тие да спијат. Наскоро девојката се разбудила, го зела прстенот од неговиот джеб и се вратила дома. Момчето се разбудило и видело дека ја нема девојката. Ја ставило раката во джебот за да ги повика робовите, но прстенот го немало. Тој станал многу тажен, седнал во аголот и ја наведнал главата. Но тука од здиплениот чаршаф излегла мачката. Отишла кај него и со тивок глас му рекла: "Ќе ти кажам," му рекла таа, "како да си го вратиш прстенот." "Во ред, ќе ги следам твоите совети," одговорило момчето. На полноќ стави му на глувчето на опашката црн пипер и испрати го во домот на везирот. Кога ќе легне ќерката на везирот, ќе го стави прстенот во уста, за да не може никој да ја го украде. Глувчето ќе стави опашката под носот на девојката, а таа од црниот пипер ќе кивне и прстенот ќе излета од устата, а глувчето ќе ти го донесе. Се израдувало момчето и ја бакнало мачката. Вечерта тоа му ставило на опашката на глувчето црн пипер и го испратило во домот на везирот. Глувчето кришум се вовлекло во собата на девојката. Видело дека прекрасната девојка лежи во својот кревет како да е букет цвеќе. Се приближило и ја приближило опашката до нејзиниот нос. Одеднаш девојката силно кивнала, а прстенот излетал од нејзината уста. Во тој момент глувчето го фатило прстенот и му го однело на момчето во дворецот. Момчето било бескрајно среќно. Потоа го протрило прстенот на Сулејман и пред него се појавиле 4 бели робови. "Одете и веднаш доведете ми ја ќерката на везирот," им наредило. И во тој момент девојката се појавила пред него. Тој ја прашал: "Што стори?" Девојката пак почнала да плаче и да бара прошка. Момчето ја бакнало и ја простило. Таа станала негова жена, а тој нејзин маж. Така се исполниле желбите на момчето, па нека се исполнат и вашите.